Третата епизода од серијалот "Жените го менуваат новинарството" ја посветуваме на новинарка од внатрешноста. Не само заради тоа што новинарството надвор од Скопје има и посебни дополнителни предизвици, туку и поради фактот дека нејзината новинарска кариера има еден специфичен предзнак. Убавка Јаневска, новинарка од Велес, но и од Тито Велес, на која соевиден предзнак на новинарската работа и екологијата. Ова затоа што има голем број на прилози, приказни, текстови за Велешката топилница, чие затворање како голем загадувач стана соевидна голема победа на граѓаните заедно со медиумите и новинарите. Нејзините репортажи не само што информираат, туку и предизвикуваат дебата, давајќи глас на оние кои често остануваат незабележани. Во ова видео ќе ја разгледаме нејзината кариера, предизвиците, триумфите, како и нејзината визија за иднината на новинарството во Македонија. Само ќе ја спомнам докторката Марија, гинеколог, акушер. Ако таа не се осмелеше и не се охрабреше, во една емисија што ја направив за телевизија Здравкин, да ги отвори албумите во кои што беа фотографиите со сите малформации како последица од загадувањето со тешки метали врз децата, мислам дека немаше да се смени мејнстримот. Нејзината храброст и се она што ние во таа емисија го соопштивме и го прикажавме, како да ја промени наеднаш состојбата во самата локална заедница. Кој е тој момент кој си одлучила, што било пресудно, како започна, зошто влезе во новинарството? Сосема случајно. Бев уште дете и добив покана од новинарка Марија Настова од радио Тито Велес, тогашен Тито Велес, која што ме покани и рече: дојди да направиме една детска емисија на бреновите на нашата радиостаница. Јас влегов во тој тим, бевме неколку основци. Некако директорката на радиото, Виолета Гочевска, ни рече буквално деца. Дел од нив веќе се запишаа на факултетот за новинарство. Дали ќе сакате да пробате и да видите што е вистинското новинарство? Всушност, вас да ве вклучиме во информативната програма на радиото. Така всушност започнав да работам. Што те задржа во новинарството? Граѓаните и нивните секојдневни проблеми. Нивната немоќ да се спротистават на одлуките, на носителите на одлуки, ајде јас ке кажам. Немоќта да остварат загарантирани права, да тргнем од уставот. Нивната потреба да бидат слушнати кога институциите не сакаат да ги слушнат. И да завршам, нивната желба понекогаш токму на новинарот да му кажат, да му соопштат нешто што немаат храброст дори да го споделат во сопственото семејство. Во свет каде мажите доминираат на водечките позиции во медиумите, Убавка одлучува да преземе иницијатива и сама да создаде медиум. Незиниот храбар чекор да отвори свој бизнис е пример за тоа како жените можат да бидат лидери во новинарството. Секој нејзин успех, од награди до влијателни репортажи, ја покажува незината посветеност и упорност. Ние во локалната средина, ако се вратам една деценија на назад, не сме се делеле на колеги мажи и жени.
И сме работеле дури и во тим, сме делеле и заеднички простор, а сме работеле за 5 различни национални медиуми. Што телевизии, што весници. И секогаш финансиски за да го издржиме товарот, сме закупиле просторија во која што сите заедно сме работеле. Мислам дека колегијалноста била една од причините што на локално ниво се одржувало и се уште се одржува новинарството. Го разлутив најверојатно еден стечаен управник, кој го памтам додека сум жива. Во една од емисиите на КУТ направивме еден прилог во кој што неколку судики тогашни и еден стечаен управник и ми ја скениравме работата. Па тој се дрзна на портирницата во Основниот суд во Велес да ми каже неколку зборови коректни од негова страна, но зборови кои што ме замислија е човекот кој што така на некој начин можам да го ставам како одговор на ова прашање. Притисок политичарите си дозволуваат кога е време на кампања и избори. Во сеќавањето ми остана еден пратеник кој што се обиде да изврши влијание врз мене, но веќе на објавена информација, користење на ресурси, автомобили и така натаму во време на кампања. Јас културно го препратив ке мојот уредник и кажав дека нема што со мене да разговара, значи мора да разговара со уредникот кој што го одобрил мојот прилог. Приказните ги работевме со цел првен да ги имаме граѓаните, да ги мотивираме граѓаните, тие да почнат да зборуваат, а потоа институциите во нашата држава кои што се одговорни да обезбедат здрава животна средина за граѓаните, тогаш некако работите како да легнуваа, едноставно менаџерите не беа на крајот, третиот извор на информацијата. Или ги прашувавме конкретно тоа што јас сум го работела. Ги оставав секогаш на крајот. Значи кај нив одев со конкретно прашање откако мене веќе приказната ми беа направени. Топилницата, оваа приказна која што ти ја кажуваш што ми, тоа е приказна за Речани. Да, тоа е последното нешто што сум го сработила, но јас за топилницата сигурно имам направено најмалку 20 можеби и 30 истражувачки приказни. Ставањето на клучот на топилницата, ако зборуваме за топилницата, тоа е победа на се она што граѓанските организации во Велес го направија и го правеа цели 30 години, во последните 3 години, формирајќи ја Зелената коалиција. Тогаш, буквално 7 граѓански организации го направија тој фронт кој што ја водеше целата работа. Граѓаните ги поддржаа. Веќе имаше клима, се создаде клима. Тука делумно веќе ја сватија сериозноста на проблемот и политичките партии. Убавка не е само новинарка, туку и жена која се бори за своите принципи. Ја нагласува важноста на поддршката од семејството, пријателите, а посебно од граѓаните, кои даваат сила да продолжи да се бори за правда. Воопшто како новинарка која што толку години работела, како те доживуваат Велешани? Како ти нив ги доживуваш? Јас како мои почитувани сограѓани, кои што се мој извор на информации или на информациите, им благодарам што на социјалните мрежи ми пишуваат и ми ги кажуваат собствените проблеми.
Значи сите приказни кои што сум ги сработила, па и во дневното новинарство, не само во истражувачкото. Значи поаѓам од нивно пишување. Во моментов можам да се присетам минатата година, приказната за булингот во основното училиште во Градско. Значи изворот на информација, за жал, таа приказна ја сработив во повеќе продолжение, но во второто мое пишување ја превземаа медиумите, сите медиуми во државата, никој не го кажа изворот, никој не ја спомна дума.мк, а мојот извор на информацијата беше родителот. Значи тој се охрабри да ми напише на Facebook и да ми соопшти дека неговото дете во училиштето е несрекно и врз него неколку ученици континуирано, повеќе од една година, прават булинг. Јас го поканив да дојде во Велес, за да ми ја раскаже приказната. Ние седнавме во Велес, сипивме едно кафе и го слушав и не можев да поверувам дека такво нешто се случува и дека има такви насилници помеѓу децата во основното образование. За да ме разувери дека зборува вистината. Тој ги извади килотите, значи долниот веш на детето. Ми ги подаде и ми рече: можеш да ги видиш, и ако ова не е доказот дека моето дете трпи булинг и дека јас веќе не можам да го испратам на училиште, тогаш не знам како да и докажам на полицијата, на Центарот за социјални работи, на училиштето, на општината. Иако целиот живот еколошките теми и се најприсутни, како свој најзначаен момент во кариерата ја смета приказната за семејството кое преку нејзините стории успеало да посвои дете. Емотивен момент кој и ден денес и предизвикува чувство на задоволство и сатисфакција од можностите и моќта на новинарската професија. Историјата во која што успеав да усреќам едно семејство од Кавадаречко село по децениска борба да добијат дете. Ми се јави на телефон, ми се јави мајката и ми раскажа како таа не може да биде биолошка мајка, но сака да биде мајка на дете кое што ќе биде дел од нивното семејство. Приказната ја отворивме, успеав да го добијам во таа приказна, да го добијам и Центарот за социјални работи во Кавадарци и стигнав и до министерот. Нема да спомнувам имиња. Приказната за краток временски период доби епилог. Не им се исполни само желбата, член на нивното семејство да биде дете од машки пол. Но кога денеска ги гледам, контактираме на Facebook и пишуваме каква прекрасна девојка изгледа и одгледуваат се уште, ми го полни срцето и душата. Ти имале проблем со посвојување? Да. Тие ги имаа сите услови да можат да изгледаат, да исчуваат дете и да ја почувствуваат среќата на семејство во кое што детето ќе расте и ќе биде среќно. Елиминирањето од постапката, оние пропозиции кои што се наведени во самите, не се тоа повици, апликации. Ги пронајдевме токму недоследностите за кои што тие биле претходно во неколку наврати дискриминирани, јас ке кажам. Успеавме со министерот тоа да го
расчистиме, буквално седнувајќи на маса, разговарајќи. Тој беше зачуден, бидејќи јас со себе си ги носев сите документи, кои што тие копии од документите кои што тие ми ги дадоа. После тоа, мислам дека беше, не се сеќавам добро сега, можеби за 1 месец, 2, ја добив на телефон среќната мајка која што ми соопшти дека би сакала да присуствувам на моментот кога ќе им биде врачено детенцето. Но јас реков не, тоа е лична среќа, семејна среќа. И таа среќа ќе ја споделите само вие. Така постапија и до ден денеска се мојата гордост. Мислам дека граѓаните не гледаат поинаку од нашите колеги мажи. Не сакам да ве навредам. Мислам дека ја препознаваат по упорноста кај жената повеќе. Кога јас почнав да работам и да создавам дума, си дадов отказ во медиумот во кој што работев и реков ќе се обидам сама, затоа што веќе мои колешки има медиуми во Велес, иако ми кажуваа дека е многу тешко да се работи, затоа што Велес не е веќе економски моќен град, кој што можеш да се наоѓаш, да пронаоѓаш луѓе кои што ќе сакаат да огласуваат, да рекламираат, всушност да ни дадат поддршка на тој начин. И јас реков дека ќе работам заради фактот што овие луѓе кои што претходно ме препознаваа, сакаа со мене да соработуваат, мене ми ги кажуваа проблемите со кои што се соочуваат, ќе ми бидат изворите на информации кои што ќе ми дадат одскочна даска за да направам еден локален медиум. Најверојатно тони можеби и довербата се гради со години. Кога веќе те гледат, луѓето се уште за мене зборуваат кога ќе ме видат дел од нив, ако отидам например некогаш на градскиот пазар, ме поистоветуваат со локалната телевизија во која што работам. Но имаат колешки тони, еве сега ќе ти кажам, за неколку дена ја очекувам истражувачката приказна да ја објави, да биде објавена на платформата за истражувачко новинарство во која што сме најголем број на жени, тоа е Пина, во која што ние зборуваме и отворено зборуваат 4 колешки од нашата држава за се она што врз нив се прави, почнувајќи од бизнисмени, од политичари, од влијателни луѓе и моќници во локалните средини. И сметам дека жените, новинарки, обединети, заедно, можеме да се спротивставиме на таквите начини на комуникација на одредени личности со нас, бидејќи, ако погледнеме наназад, имавме колешка, да не го спомнуваме името, кој што беше една од малкуте кои што работеа во Источна Македонија. Но жената сега не е веќе дел на нашата професија, но знаеме како ја растргна, затоа што таа пишуваше на теми од јавен интерес. Не знам зошто не сакаат луѓето кои што народот ги избрал, им дал мандат во одреден временски период да бидат првите луѓе во градовите, во локалните заедници, независно, градоначалници, локални институции, да сватат дека новинарите, кога новинарите пишуваат, не пишуваат со освета. Тие отвараат тема која што ја добила од извори на информација, изворите на информациите за граѓаните. Добриот политичар, ако сака да ја свати таа приказна, треба да биде соработник и да направи веднаш корекција,
Затоа што успешноста во кариерата на крајот од завршувањето на мандатот не е во тоа да бидеш ти спротивставената страна на новинарот. Напротив, треба да го прочиташ неговиот текст, да видиш што тој пренел од граѓаните и да направиш корекција во она што ти го работиш. Како што вели убавка, не се плашете да ги следите вашите соништа. Новинарството е патување, а секој од нас може да направи разлика. Со оваа порока поттикнуваме младите новинари и новинарки да продолжат со својата работа, бидејќи жените во новинарството не само што се важни, туку и неопходни за иднината на медиумите во Македонија. И пред да се одлучите за новинарство, бидете сигурни дека ја сакате таа професија и дека сакате луѓето да ви бидат во центарот на вашиот интерес. Би сакала тоа ми да биде како пред 20 на години. Може ли да биде? И зошто не? Зошто не е сега така? Што ни се случи во меѓувреме? Ни се случи националните медиуми да се откажат од дописничката мрежа. Да заборават дека освен политиката има и други области во кои што треба да работат, на кои што треба да им посветат внимание, да ги вратат вестите, информативната програма, како пред 20 на години кога централниот лик беше граѓанинот, а вестите се отвараа со прилозите на дописниците, на дописничката мрежа.